Добар ден, паметна Македонија, добар ден, паметни македонци. Четврто издание на Кругот на знаењето, ден четврток. Ова е Кругот на знаењето, првиот македонски квиз, секако на првиот канал на македонска телевизија. 4 дена веќе сте навикнати на она што се нарекува Круг на знаење, но дали сте подготвени, дали се уште не сте пријавени за квизот? На позиција број 1 поздравете го Оливер. И на позиција број 2 поздравете го вчерашниот победник Давор. Останете со нас. Го отвораме кругот сега. Оливер и Давор се денешните надпреварувачи кои што се борат за титулата победник во четвртото издание на Кругот на знаењето. Кој ќе биде тој? Ќе го знаете за отприлика 30 на минути. Најпрви ние играме првата игра да или не. 10 прашања веќе знаете. Притискате со тастерите точно или неточно и ве наградуваме со поени. 2 за точен одговор, доколку другиот нема одговор, или по 1 поен. Ова е Круг на знаење и првата игра да или не. Прашање број 1. Музиката за филмот Gypsy Magic го носи подписот на Кирил Джајковски, да или не? Давор, точен одговор имаш само ти. Владко Стефановски е авторот на музиката, а освен овој филм има напишано музика за уште 11 филмови. Прашање број 2. Цртаните ликови Том и Джери ги создале Ричард Пери и Ноел Бостон, да или не? Цртани филмови се гледаат и кај Давор и кај Оливер по дома. Точен одговор имате и двајцата, одговорот е не. Вилијам Хан и Джозеф Барбера за продукцијската куќа Метро Голдвин Мајер. Прашање број 3. Музеот на вода, наречен Залив на коските, е отворен во 2000 година, да или не? Оливер се гледа дека бил, бидејќи Давор има неточен одговор. Оливер, си бил или во Заливот на коските? Да, 2010-та. Отворен. Така е, музеот на Охридското езеро е отворен 2010 година и досега го посетиле над 80.000 посетители од дома и од странство. Прашање број 4. Киселата зелка или расол е богата со витамин Д, да или не? Точен одговор и двајцата сте по кисела зелка. Давор, ти? Витамин С. Витамин С. Во ова турши има најмногу витамин С, повеќе од лимонот и од се останатот. Прашање број 5. Бодан Арсовски, Владко Стефановски 90-та година го издаваат првиот македонски компакт диск, да или не? И Давор и Оливер по 1 поен, бидејќи одговорија точно да, музика за рок балетот Зодијак. Прашање број 6. Во филмот Сенки, главниот лик Лазар Перков има прекар лузер, да или не? Давор, ти имаш точен одговор и 2 поени за тебе. Одговорот е не. Пријателите го викаат Лаки, иако според настаните во филмот лузер е подобриот прекар за него. Прашање број 7. Бронзената статуетка Менада е пронајдена во Кичево, да или не? Точен одговор и двајцата. Менадите биле придружнички на богот на виното Дионис, а статуетката е најдена во Тетово. Прашање број 8. Колумната ефтини приказни во дневниот весник Вест ја пишува Лейла Сабит, да или не? Оливер, ти повеќе ли пратиш Вест, читаш Вест? Билјана Секуловска. Билјана Секуловска е авторката на колумната ефтини приказни. Точен одговор, Оливер, само ти. Предпоследно 9-то прашање. Во чест на актерот Васил Шишков во Струмица се држува фестивалот на камерен театар, да или не? Оливер, повторно само ти точен одговор, одговорот е не. Фестивалот на камерен театар во Струмица го носи името Ристо Шишков, таткото на Васил. И последното прашање од првата игра, можност за последни 2 поени, манифестацијата Златна бубамара на популарноста. Ја води Ранко Бубамара, да или не? Точен одговор и двајцата. Ранко е собственик, а досегашни водители се двајца кумановци, Тони Михајловски и Сашко Коцев. По завршување на првата игра, да или не, имаме само 2 поени предност за Оливер, 11 поени за Оливер и 9 поени за Давор. Ништо не е изгубено, ништо не е добиено. 4 игри ни преостануваат во денешниот четврточен Круг на знаење. Останете со нас. Пред да ги објаснам правилата накратко за скалата, иако добро знаете кои се тие, да го запознаеме Оливер, нашиот денешен надпреварувач кој што е нов, бидејќи Давор ни од вчера. Оливер, од каде си, што си, познато лице од квизовите низ годините? Да, дојдам од Скопје, учесник сум на повеќе квизови, ова е интересна работа, забава. Како се допаѓа Круг на знаење со оглед на тоа дека сме прва недела во етерот, на прва? Па вака за почеток напнат, тензичен, одличен, за брзо и за кратко време треба да се даде точен одговор. Така. Оливер има фамилија? Да, женет, синче. Така е, да е живо и здраво? Да, Матеј, поздрав до него.
Работам во МВР, абсолвент на правен факултет. Со тебе, значи, денес каде не претеруваме со шегите, во МВР имам немалку чудна ситуација кога станува збор за Так. припадници. Се шегувам. Давор, знаеме дека работиш во списанието Наш свет. Вчера зборувавме за паметната младина. Се промени нешто од вчера до денес во однос на децата? Имате ли некои посебни желби на мејл? Најчесто им е за мегапостери и спортисти кои да дојдат на ред за наредно. Кои се најпопуларни спортисти според децата во Македонија? Ние ги форсираме македонските. Така, нормално. Нормално е. Така да гледаме да направиме што повеќе интервјуа со домашни спортисти, да ги поттикнеме и младиве да почнат повеќе да се спортува. Во моје време популарни беа млади бунтовници и мега популарната Мија Колучи, но за тоа во некоја следна прилика за таа убава девојка. Убаво да изиграме сега и втората игра Скала. Прв, скалата игра човекот со помалку поени. Давор, тоа си ти со 9 поени. Знаеш, погодуваш по пат на асоциација, секој точен погоден поен ти носи 2 поени. Елементи е првиот поем за тебе, а она што треба да се асоцира на елементи започна на буквата Х. Хемија, Хемија. Хемиски, се прифаќа. Давор, хемиски асоциација на нешто на Р. Раствор, Раствор. Не, Оливер, буква Е. Реакција, Реакција. Така е, реакции. 2 поени, Оливер, за тебе, буква А. Асоциација на реакции. акција, Акција. Акции, точно. 2 поени. Акција асоцира нешто на буквата О. Понатаму. Давор, буква Б за тебе. Об. обврзници, Обврзници. Не. Давор, Оливер, се извинувам, буква И. обид, Обид. Не. Давор, буква Ч. обични, Обични акции. Така е, 2 поени, Давор, за тебе, буква Л. лаици, Лаици. Не. Буква У за Оливер. луѓе, Луѓе. Обични луѓе, така е. Последниот поем го погодува Оливер. Односно, има можност. Буква Ч. човек, Човек. Многу човеци составуваат луѓе. Така е, Оливер. Елементи и човек. Го дава финалното решение кое што носи 6 поени, можеш да погодуваш или купуваш буква. ќе пробам веднаш. Ајде. Анатомија, Анатомија? Не. Давор, погодуваш или купуваш буква? погодувам. Ајде. Екстремитет, Екстремитет? Не. Оливер? Погодуваш Купувам ли? буква. Минус 2 поени и буква С. Елементи и човек. Оливер? понатака, Понатаму Давор, буква или состав, состав? Не. Оливер? Буква купуваш или погодуваш? Оливер? понатака, Понатаму Давор? буква, Буква минус 2 поени, буква И. Човек и елементи, Давор. понатаму, Понатаму, Оливер, купуваш буква? да, купувам, Минус 2 поени, Оливер, буква С и С. Човек и елементи. Финално решение за 6 поени, СИС. Оливер, понатака, понатаму, да. систем, Систем. Така е, од Давор. 6 поени од првата скала заминуваат кај тебе и ти си сега во предност со 2 поени пред Оливер. Но, да видиме скалата за Оливер. Жетон е првиот поем, а оно што да го погодува започна на буквата А. апарат, Апарат. Така е, 2 поени. П буква. пожар, Пожар. Не, но сепак втората буква е О за Давор. покер, Покер. Така е, 2 поени. Буква Карти. К. Карти. Така е, 2 поени нови. Буква Ч. чек, Чек. Чек ми даш. Не. Оливер, буква О. понатака, Понатаму. Давор, буква Ј. чоја, Чоја. Така е, мисля дека е чочек. Чојата асоцира нешто на П. Давор. пикат, Пикала. Не. Оливер, буква Р. Пр. Понатаму. понатака, Давор, буква Е.
Понатаму. Понатаму, Оливер, буква К. Чоја, Прикривка. прекривка. Така е, Оливер. И последниот поим и можност за нови 2 поени, М, буква. Прекривка, М. Прикривка. Понатак. Понатаму, Давор, буква Маса. Маса. Така е прекривка за на маса. Давор, ти имаш сега можност да погодаш финално решение од жетон и маса. Билијард. Билијард. Не. Оливер, погодаш или купаш буква? Купувам буква. Купува буква минус 2 поени и буква Ф. Жетон и маса. Понатак. Понатаму, Давор, буква или? Фудбалче. Фудбалче. Така е, фудбалче, Даворче. Точен одговор и нови 6 поени за Давор, 31 поен за Давор и 17 за Оливер. 3 игри ни остануваат до крајот на денешниот круг на знаење. Останете со нас. Ова е играта посветена комплетно на Македонија, татковината во која што живееме, државата која што ни дава се. Дали државата која што ни дава се ја познаваме доволно? Дознаваме од денешните надпреварувачи Оливер и Давор. Ова се ликовите, нашата трета игра во кругот на знаењето. Оливер, како надпреварувач со помал број на поени 17, имаш можност ти да одбереш категорија на која што денеска ќе се надпреваруваме и дознаваме нови работи. Категориите за Оливер на број 6 се следни: спортисти, Македонија на Олимпијада, филм, водители, писатели и актери. Оливер, што одбираш ти? Спортисти. Спортисти, а играме на тема Дарко Панчев. Категоријата која што одбра Оливер се спортисти, се пријавуваат и двајцата, тоа добро го знаете. Точен одговор носи 2, неточен минус 2 поени. Прво прашање од категорија спортисти и Дарко Панчев вели вака: во кој град е роден фудбалерот Дарко Панчев? Скопје. Така е, Давор, Скопје е роден на 7 септември 65 година. 2 поени за тебе. Прашање број 2. Колку голови има постигнато Дарко Панчев во фудбалскиот клуб Вардар? Ми се допаѓа вашата мудрост, бидејќи не се пријавувате за нешто што не знаете. 84 голови. Тој од 83 до 88 година настапувал 151 надпревар и постигнал 84 гола. Прашање број 3. Колку голови има постигнато Дарко Панчев во Црвена звезда? Повторно ја ценам вашата мудрост за непријавување. 84 исто така. Тој постигна исто голови како во неговиот претходен клуб Вардар, но на 91 средба. Прашање број 4. Во кој фудбалски клуб ја заврши кариерата Дарко Панчев? Оливер прв се пријави? Интер. Не. Да, добар? Волсбург. Не. Фудбалскиот клуб Сион. Во овој клуб настапил само 5 пати и не постигна ниту еден гол. На половина од првата игра, односно од категоријата спортисти, за која сезона Дарко ја освои престижната награда Златна копачка за најдобар стрелец? Оливер? 91. 90-91. Прифаќаме. Точен одговор. Во оваа сезона постигна 34 гола во најелитното југословенско првенство во дресот на Црвена звезда. Прашање број 6. Кој лично му ја предаде наградата Златна копачка на Дарко Панчев? Давор? Мишел Платини. Така е, иако освоена 91 година, Дарко Панчев ја подигна наградата во Скопје 2006 година од Мишел Платини, лично и персонално. Прашање број 7. Против која репрезентација Панчев го постигна единствениот гол како репрезентативец на Македонија? Чекаме 4 секунди да се пријави и Давор. Луксембург. Словенија, Оливер, минус 2 поени. Македонија беше победник на надпреварот со резултат 4:1. Така е, Давор, така е, Оливер. Така е. Но ништо не е така. Осмо прашање. Во кој фудбалски клуб 92 година беше позамен Дарко Панчев од страна на Интер? Оливер, чекаме пријава на Давор. Ништо не чекаме повеќе, Оливер. Кажи. Сион. Локомотив Лајпциг. Минус 2 поени. Во дресот на Локомотив Лајпциг одигра 10 надпревари и постигна 2 гола пошто се врати во Интер. Предпоследно девето прашање. Со која македонска пејачка стапи во брачните води? А ги знаете овие прашања за приватниот живот? Ајде, Давор. Маја Панчева. Маја Гроздановска Панчева, така е, подоцна Панчева, со која ги имаат двете ќерки Надица и Марија. И последно девето прашање за Дарко Панчев вели вака. Во кој град е одржано финалето на Купот на шампионите каде Панчев го погоди решавачкиот пенал? Давор, чекаме пријава од Оливер.
Бари. Точен одговор, 2 поени за Бари. Црвена звезда го порази Олимпик Марсеј на пенали во финалниот меч. Давор, ти највеќе профитираше во оваа игра, 6 поени, додека Оливер влезе во минус 4 поени има од оваа игра. Но, имаме уште 2 игри, драги мои. Затоа, кругот на знаење продолжува, останете со нас и дознајте го кој е денешниот најдобар учесник, односно победник во кругот на знаењето. Продолжуваме. Не губиме време и ја играме четвртата игра на буква. Прв почнува некој што има помал број на поени. Оливер 13 поени, тоа си ти. Ја играш првата на буква. Имаме замислен поим, 5 на 5 мрежа, 5 можности за погодување, 60 секунди и максимални 10 поени доколку го погодиш овој поим. Играме на буква. Оливер, првата буква од замислениот поим за тебе е буквата А. 60 секунди почнува да течат сега. Авион. Авион. А на точно место и Н го има во зборот на неаточно место. Адана. Адана. А на точно место првото и А и Н на неточно место. Но ги има во зборот. секунди до крај за тебе. Атлас. Атлас. А и на второто А му го најде местото. Крвави 10 секунди. Оливер, твоето време за погодување на буква за твојата на буква истече, но затоа можност има да погодува за 10 секунди Давор. Давор, твоите 10 секунди течат сега. Ништо не губите доколку се обидете. Анџар беше зборот кој што го баравме. И очигледно дека и двајцата во брачниот живот немате потреба од анџари, бидејќи сопругите се уште ве слушаат. Анџар, инаку за оние кои што не знаате, голем нож. Играме втората на буква, овој пат Давор. Еве го, поимот, односно ева првата буква од поимот кој што го бараме, буквата е Р, 60 секунди почнуваат да истекуваат сега. Регал. Регал. Р, на точно место, А и Л ги има во зборот на неаточна позиција. Тридесет секунди до крај, Давор, за тебе и 4 можности за погодување. Ролка. Ролка. Р, Л, Рилка. К и Ја на точно место. Рилка. Така е, Давор, 10 поени одат кај тебе од твојата на буква. Рилка беше поимот кој што го баравме. Давор ни го одгатна после третата можност за погодување на овој поим. 47 поени за Давор и 13 поени за Оливер. Оливер не освои ниту еден поен во оваа игра, а во втората изгуби 4. Играме најдраматична игра во круг на знаење. Време е за цајтнот. Последната игра цајтнот ја почнува оној кој што има повеќе поени досега, за разлика од претходните игри каде што почнуваше оној со помалку поени. Давор, 47 поени, е човекот кој што ја отвара цајтнотот. Имате 40 секунди на вашите бројчаници, тоа добро го знаете. Оној кој што ќе каже точен одговор, неговото време се стопира, почна да тече времето на неговиот противник, кој што прв ќе стигне до 0, тој е губитник во таа рунда. Секундите останати од првата рунда се додаваат на новите 40 секунди од втората рунда. Време е за цајтнот, најдраматичната игра во круг на знаење. Имате по 2 джокери. Време сега. Давор, како се вика најдобриот пријател на Ахил? Джокер. Оливер? Понатак. Која гранка од биологијата ги изучува печурките? Понатак. Микологија. Оливер, на кој овоше му припаѓаат сортите Муцо и Грени Смит? Јаболко. Точно. Давор, како е попознат цртаниот ТВ лик принцот Адам од Етернија? Понатам. Химен.
Давор, која држава има најдолг морски брег? Индија, Канада. Давор, како се нарекува плоштадот пред базиликата Свети Петар во Ватикан? Свети Марко, Свети Петар. Давор, кој претседател ги повлече американските трупи од војната во Виетнам? Труман, Ричард Никсон. Давор, според Библијата, со што се вратил во клунот гулабот на бродот на Ное? Маслиново гранче, Точно. Оливер, која земја е водечки производител на тутун во светот? Америка, Бразил. Оливер, која е највисоката планина во Северна Америка? Джокер, Давор. Джокер, Оливер. понатака, Мекинли на Аљаска. Оливер, кој пијалок се добива ако во кафето ставите виски? Джокер, Давор. понатам, Ирско кафе. Давор, кој е прекарот на Челична леди. експериментата на Велика Британија, Маргарет Тачер. Челична леди. Железната дама, прифаќам точно. Оливер, кој европски јазик е официјален јазик на Суринам? француски, Холандски. Оливер, кој е единствениот олимписки спорт чија целна линија над преварувачите никогаш не ја поминуваат? понатака, Пливање. Оливер, со колку риби Исус Христос нахранил 5000 луѓе според Библијата? 3, Со 2. Оливер, што била по националност руската царица Катерина Велика? Шкотландија, Германка. Оливер, кој ги предводи мирмидонците во нападот на Троја? понатака, Ахил. Оливер, каква течност лачат лакрималналните жлезди? кортизол, Солзи. Оливер, ликот од литературата и филмот истече. Времето за Оливер предвидено за првата рунда на Цајтнот и во втората рунда со 5 секунди предност влегува Давор. Човекот кој што победи и вчера во круг на знаење. Ништо не е изгубено. Имаме уште една рунда да играме. Круг на знаење и Цајтнот. Втора рунда. Оливер, кој мировен договор е склучен по завршувањето на Првата светска војна 1919 година? понатака, Версајскиот мировен договор. Оливер, на кој инструмент бил виртуоз Николо Паганини? виолина, Точно. Давор, со колку нули се запишува мала рокада во шаховската партија? со 2, Точно. Оливер, кошаркарската екипа од Чикаго што настапува во НБА лигата е позната како? Булс, Точно. Давор, кој брод во Солунското пристаниште бил цел на солунските атентатори? понатам, Гадалкивир. Давор, што значи зборот Амин? крај, Нека биде така. Давор дополнија поговорката дрво на дрво се подпира, а човек на понатам, човека. Давор, кој филозоф му бил учител Александар Македонски? Аристотел, Точно. Оливер, како се нарекува акцијата за анексија на Австрија кон Германија во март 38 година? понатака, Аншлус. Оливер, во кој филм Бен Кингсли доби Оскар за најдобра машка улога? понатака, Ганди. Оливер, колку пати Рафаел Надал го има освоено Гранд Слем турнирот Ролан Гарос? еднаш, 7. Оливер, кој домашни животни во Перу и Боливија се познати како американски камили? понатака, Ламите. Оливер, Џо, Джек, Вилијам и Аварел се познати како браќата? понатака, Далтон. Оливер, 99 плюс 66 еднакво на? 165, Точно. Давор, во кој месец и која година е одржана конференцијата во Јалта на Крим? март 45, Февруари 45-та. Давор, која е единствената река на светот што тече и северно и јужно од екваторот? Нил, Конго. Давор, кој го стави режисерскиот потпис на филмот Уби го бил? Квентин Тарантино, Точно. Оливер, колку степен има прав агол? 90, Точно. Давор, кој е тајното име на германскиот напад на Русија 22.6.41 Барбароса. година? Точно, операција Барбароса. Оливер, колку бели фигури има во почетокот на шаховската? Истече времето за Оливер со 14 секунди предност. Давор е денешниот победник во круг на знаење и 68 поени на неговото бодовно салдо. Оливер, со тебе се гледаме во некој следно издање на кругот на знаењето. Ти дома си одиш со парична награда од нашиот квиз. Ние се гледаме повторно утре во круг на знаење. Бидете тука. Чао, чао. ми се допаѓа квизот круг на знаење, брз, тензичен, имав среќа да ми се погоди неговата тема која што ја бираше посебно што сум навивач на Црвена звезда. највеќе заглави, значи во четвртата игра, Како е тргнато, мислам дека се подобри и подобри надпреварувачи ги следат. Се надам дека ќе излезам подобар и во наредните емисии од нив.